Во време кога Македонија е фокусирана на добивање датум за преговори со Европската Унија, Брисел се занимава со сопствените избори. Што тие донесоа и дали Македонија после овие резултати може да биде среќна? Иако генерално евроскептиците не победија, загрижуваат барем две точки – гласањето во Грција и гласањето во Франција. Од друга страна, Македонија е во трка и со самата себе си. На повидок е нова влада која треба да донесе промени во досегашниот начин на владење. Дали ќе успее? Вечерва гости на 24 отворено министерката за одбрана и заменик председател на СДСМ Радмила Шекеринска. Добра вечер за вас. Поранешниот амбасадор Мухамед Халили. Добра вечер. Добра вечер. Аналитичарот Благојче Атанасовски. Добра вечер. И Александар Кржаловски од МЦМС. Добра вечер и за вас. На почетокот ќе отворам емисијата со она што беше денеска актуелно, регионално веројатно сите помалку ги загрижи, случувањата во Косово, како враќање во едни заборавени времиња, звечка оружјето, заострена реторика, дали тоа ја подигна будноста и во редовите на владата? Она што се случуваше денеска на Косово, мислам дека испрати две пораки до нас овде. Прво дека продолжуваме да живееме во регион во кој безбедноста е се уште тема и во кој што и мал проблем може да предизвика голем страв. И втората порака е дека навистина со право фокусов изминативе 2 години го ставивме на нашето членство во НАТО, кое што не само фактички, туку и политички може и во вакви моменти да ја испрати пораката на стабилност. Нашите институции ги следеа внимателно случувањата. Не е добро кога во нашето соседство се случуваат вакви работи. Не е во ред кога министри разменуваат изјави дури за употреба на армијата. Меѓутоа, факт е дека нашата безбедност е во целост гарантирана. И факт е дека дури ваквите изјави не успеа да ја изместат државата од дискусиите кои што сметам дека се многу по-соодветни, дискусии за економија, дискусии за политички престројувања или политички промени. Тоа покажува дека чадорот на НАТО дури и пред формалното членство влијае. Ја охрабрува економијата, ги теши и странските и домашните инвеститори и на сите нас ни дава чувство дека можеме да се изолираме, навистина во голема мерка, од она што се случува во нашето соседство. Но факт е дека вистинска стабилност во нашиот регион ќе може да има кога генерално ќе се променат политиките. Не само кај нас, туку и во целиот регион и соседството. Може ли овој случај, ова што сега се случува во Косово, да биде вовет во една конечна разрешница на состојбите на Балканот, или мислите дека може да биде само докомплицирање на и онака комплицираните односи меѓу Белград и Приштина? Сме имале доволно кризи во минатото и немаме добро искуство со таа, можеби, политика да создадеш криза за да полесно го решиш политичкиот проблем. Многу поранешни политичари кои што се труделе со кризи да дојдат до решение, завршиле во многу потешка ситуација и како политичари, но и нивните земји. Не верувам дека тоа може да биде олеснувачки аргумент. Ниту во такви теории. И не може да се експериментира, ама не сакаме никој не сака да експериментира со суштинската работа како што е безбедност. Факт е дека изгледаше дека и Белград и Приштина се приближуваат кон некакви ставови, но од моментот од кога се покажа дека решението сепак не е постигнато, воведувањето на квотите, воведувањето на дополнителните тарифи, уште повеќе ги оддалечи. Не мислам дека тоа ќе биде финално. Очекувам продолжување, поинтензивно вклучување на Германија и Франција во преговорите помеѓу Белград и Приштина и се надеваме и очекуваме дека тоа ќе го релаксира малку регионот. Без решавање на овие невралгични прашања на Балканот, многу тешко ќе излеземе од политички и само во економски филм. Халили, се чини, ако се следи примерот на решавање на македонско-грчкото прашање, каде работите се смируваа една по една, ова што сега се случува меѓу Белград и Приштина не води кон такво смирување. Што мислите вие? Незамисливо е таа криза да се реши според македонско-грчкиот пример, затоа што
Косовско-српскиот спор е присутен повеќе од 300 години. Значи, опрашање се не само децении, тука и векови. Второ, природата на нештата не е слична. Тука се работи за еден спор кој е 27-8 години, затоа што со Грција, Македонија во рамки на СФРЈ немаше такви проблеми, затоа што пак причина беа србите и русите. Веќе јавно се знае дека спорот со Република Северна Македонија избивна тогаш кога Грција не сакаше да признае независна Република Македонија во тоа време. Спорот со Република Македонија во тоа време. Да, затоа што и Грција и Србија не сака да се прекине таа нит југ-север, која се разбира... Добро, зошто е денешното заострување носите? Мислите дека е она објаснување кое што го дава косовската влада или сепак стои нешто друго за тоа? Се додека не се реши дефинитивно спорот што е помеѓу Косово и Србија, а тоа е дека Република Косово е независна држава. Додека србите уште во нивниот застарен устав сметат дека Косово е нивна територија. Се до тогаш ќе има додека проблеми овој од спор ваков не тип. се реши, проблемите ќе бидат присутни. Добро. И денешните инциденти се како последица на нерешавање на тие проблеми. Посебно неколку дена поназад, затоа што Вучич жалеше зашто на средбата во Берлин не успеа да ја протура својата агенда. Исто така и Тачи жалеше дека наводно тој не успеал да го припои Прешевската долина кон Косово без да даде Северно Косово на србите. Се додека вакво размислување има, а нема размислување дека Косово е веќе држава и србите тоа да го тргнат од уставот, вакви проблеми ќе има. Иако овој проблем благодарам бил за сега, од... ќе се вратиме подоцна. Атанасовски? Па сметам дека после решавањето на македонско-грчкиот проблем околу нашето уставно име и со дефинитивното тргнување на овој, би рекол, безбедносен проблем во очите на меѓународната заедница на Балканскиот полуостров, притисокот врз владите и во Белград и во Приштина, веројатно во дипломатските кругови, во центрите на моќ кои се заинтересирани да го решат следно косовско-српскиот проблем или прашањето околу конечниот статус на Косово е многукратно зголемен, па од тука верувам дека ова што денеска се случило на Косово е можеби една реакција, како да се изразам, нервозна реакција од страна и на припадниците на косовските безбедносни сили и да речеме на српската администрација на Северно Косово, односно доколку се погледне целокупната територија на Косово, фактички освен статусот на Косово како земја која не е членка на Обединетите нации, односно решавањето на косовскиот спор, косовскиот јазол е да се признае Косово како посебна независна држава, односно да стане и официјално член на Обединетите нации. Исто така е многу горлив проблем решавањето на статусот на Северно Косово, бидејќи знаеме дека повеќе од 90% од жителите на Северно Косово се срби, а Северно Косово територијално и административно припаѓа нели на територијата на Косово. Па од таа гледна точка верувам дека е многу тешко, покомплицирано и невозможно едноставно да се реши тој проблем со еден договор, бидејќи многу ќе влие врз практичното живење на населението, особено во северниот дел на Косово, бидејќи како што гледавме во изминатите месеци, дури имавме и некои тези и теории од одредени политичари, па би рекол и високи представници, дури од САД,
па дури од Европска унија кои ја подотвара можности или прозорецот за условно кажано територијална размена на етнички територии меѓу Прешевската долина и Северно Косово, па тоа веднаш беше веројатно демантирано од германската канцеларија. Секако добро, овие прашања се долги и широки. Кржаловски, денови бевме сведоци на гласањето за Европскиот парламент. Се разбира дека и овие точки од Балканот се дел од она што ЕУ ја очекува. Дали изборните резултати се добра вест за Балканот? Па би рекол подобри од очекувањата. Дали се добри или најдобри, ќе видиме за месец и пол, која ќе биде самитот и дали ќе добиеме конечно датумот за почеток на преговори. Тоа е барем ние што го очекуваме. И дали ќе нараздвојат од Албанија, бидејќи не верувам дека за Албанија ќе има консензус да се започнат преговорите. Она што е добро, неколку точки што беа битни е дека имаше голем одзив. За прв пат е свртен трендот, односно после 20 години намалување на излезноста, сега имаше над 50% излезност, што е добра вест генерално за Европа, дека нели се враќа надеж, нема веќе толку апатија, да се заинтересирани луѓето, гледат кај одат работиве, па сакаат да влијат. И тоа беше еден битен пресврт и релативно неочекувано. Очекувано беше доминантните партиски групации, Европските народни партии, ЕПП и социјалдемократите да намалат од бројот на пратеници и тоа се случи прилично колку што беа очекувањата меѓу 40 и 50 пратеници, што е прилично драстично и може да значи некое свртување или можеше да значи, ама те пак се најголемите групации и пак ќе го водат урод. Она што е интересен пробив е дека центристичките групации на зелените и на либерал-демократите сега се приближуваат, така да речем, најголем напредок има кај нив, но сето тоа заедно зборува дека уствари не се смени многу. Пак се некои ги викат проевропските или да ги тргнеме на страна евроскептиците, победија и го запре. Тоа што беше поочекувано беа националистите или популистите како Фараш, не ја добија поддршката на кои што тие се надева. Да. Шеќеринска, за вас е добра вест или лоша вест гласањето на парламентарните избори во Европа, со оглед на тоа што има и неколку невралгични точки кои што можат да бидат, така да кажам, непогодни за Македонија, например гласањето во Франција и гласањето во Грција? Ако ја гледаме големата слика, јас се сложувам дека ова беше добар ден. Особено земејќи ги предвид оние катастрофични предвидувања дека готово Европската унија само што не се распаднала, или пак дека во Европскиот парламент националистите, оние кои што се генерално скептични кон Европската унија, ќе направат голем пробив. Тоа не се случи и се покажа дека зголемувањето на одзивот е всушност резултат на мобилизацијата на еден дел од граѓаните кои можеби не учествувал многу активно во политичкиот живот, но кога видоа дека проектот наречен Европска унија може да биде загрозен, излегоа и поддржаа различни партии кои сите се залагаат за силна Европска унија. Да. Може би на различен начин. За разлика од претходните избори имаме зголемување за 8% поени на гласачите, од 42 на 50%. Да. И ова е навистина одличен резултат кој што комплетно не одговара на тезите дека граѓаните на Европска унија се повлекуваат многу повеќе во домашни национални води, а дека го препуштаат европскиот простор. Мислам дека овие резултати не треба да се гледаат сами по себе. Ако ги погледнете резултатите, например, на нивните анкети на Евробарометар, кои ги прави секоја година, ќе видите дека во сите последни анкети се бележеше многу силно зголемување на поддршката на Европската унија. И тоа на она по мене, важно прашање. Кога ќе ги прашате граѓаните дали ЕУ е добра за нив или е лоша, последната анкета покажуваше 62% кои велат дека за нив и за нивната држава ЕУ е добра работа. И тоа е, ако не се лажам, најдобар резултат после 92-а, кога беат звездените моменти на Европската унија. Кога ќе ги погледнете, има и најшарена влада некако во но еве ако гледате Брисел. дури екстремот, ако ги погледнете кои се оние кои викаат не дека ЕУ е лоша работа,
процентот изнесува 11%. И тоа е најнизок од финансиската криза до денес. Што значи дека може би заради Брекзит, може би заради случувањата околу Европската Унија. Граѓаните на некој начин рекоа имаме многу што да забележиме на Европската Унија, како што имаат што да им забележат и на нивните влади, ама сепак знаеме дека во овој дел од светот сме побезбедни, попросперитетни, имаме подобар живот, имаме повеќе шанси. И мислам дека резултатите ги покажаа овие впечатоци. Факт е дека голем пробив направија зелените, кои јас би ги рекла лево, не центар, и либералите. И тоа, мислам дека исто е резултат на генерално поделбата. Во сите држави ќе видите дека многу повеќе партии успеваат да влезат во парламентот. Се цепи помалку, оној класичен систем на две политички партии, многу помалку го има. Сега, освен големата слика, која јас би рекла е многу подобра од сите, од многу предвидувања, ако ги гледате Франција и Грција... Да го завршиме малку и со другите околу големава слика, па ќе се вратиме на Франција и на Грција. На што се должи тоа што граѓаните на ЕУ не дозволија практично да надвладеат тие крајните десничарски сили? Дали тоа е растечкиот пробив во некои источни европски држави на авторитарните режими, кои што веројатно ги уплашија европските граѓани? Атанасовски, па Халил. Па првенствено европската идеја функционира повеќе од 70 години. Самата Европска унија првоначално е настаната како еден систем за чување на мирот во Европа, па потоа се трансформирала и како економска заедница. Мислам дека граѓаните во така наречената Стара Европа, односно западните земји членки на Европската Унија, се многу посвесни што значи вие да живеете во еден европски обединет простор, континент кој нуди огромни можности и колкав економски напредок се случил во сите тие земји после Втората светска војна која формирала Европската Унија. Но од друга страна, овие резултати на последниви избори покажа еден интересен тренд каде што и покрај тоа што две главни доминантни политички партии или групации се традиционалната десница, односно Европската народна партија и традиционалната левица, односно партијата на европските социјалдемократи, имаме намалување во нивниот изборен резултат на сметка на останатите пред се на зелените, на либералите и на оние деснопопулистички, антисистемски или антиевропски партии, така што овој парламент, како што прочитав, е најшареноликиот парламент во 40 годишната историја на евроизбори, односно збирот на бројот на пратеници кои ги освоја двете доминантни политички партии, односно левицата и десницата, не надминува над 50% од вкупниот број на пратеници во Европарламентот, кој нели изнесува 751. Така што тоа може да значи дека е еден вид на протестно гласање против доминантните политички партии, особено тоа гледаме дека се случи во Италија, во Франција и во Велика Британија, па дури во Германија имаме интересен резултат каде што за прв пат после Втората светска војна социјалдемократската партија не е втора партија, односно двете доминантни партии на левицата и на десницата не се пласираат на првото или второто место, таму имаме огромен пласман или огромна извојувана резултат или победа за нив на зелените, така што овие резултати ќе дадат една конјунктура и во самите главни држави во Европската Унија, пред се во Германија, во Франција. Во Франција гледаме генерално дека сите се сосредочуваат на резултатот во однос на Лепен и на Макрон, но тоа се политички партии кои пред 20-30 години биле маргинални, односно партијата на Макрон воопшто не ни постоела како политичка партија, а главните партии во Франција на конзервативната политичка партија и социјалистите веќе се маргинални. Тоа се случува и во Велика Британија, и покрај тоа што Велика Британија нели е во процес на Брекзит. Тоа се случува и во Италија, така што тој композит од череноликост на политички партии е интересен и за самата Европска унија, веројатно ќе покажат поголем демократски капацитет во создавањето на тие европски институции каде што ќе мора да се земат во предиците различни. Јас првенствено сметам дека Брекзит е главната компонента зашто граѓаните на државите членки на Европската унија, поголемиот број од нив почнува и подруго да размислува.
кога се деси Брекзит, имаше најави, јаки најави, и дека тој пат ќе го следи Франција. И дури што до тогаш и смешно ми изгледаше, и Унгарија изјави дека веројатно ќе го следи тој пат. Резултатите од Брекзит покажаа дека британците, иако сите не гласа, многу минимален беше бројот на тие кои победија, и тоа наметна на Велика Британија големи штети, бидејќи резултатите не ги признаваше Шкотска, не ги признаваше Ирска и сите тие кои гласаа да Велика Британија остане. Друго, глобализацијата и екстремниот тероризам кој е признат постоечки денеска во светот, тоа повеќе се изразува кај размислувањето на французите, иако таму Националниот фронт или Rassemblement National, новото име, на Марин Ле Пен води со 1%. Да, мала е разликата, но мала разлика, но сите тие действија кои се веќе присутни во светот и во Европа, разни форми на ИСИС, на војни, на миграции, тие им дадоа на граѓаните во овие земји да размислат дали е по-корисно да се следи патот на екстра десничарите кои ја водат, или да се оди по друг пат. Тоа е пат на соработка меѓу народите и земјите членки на Европската Унија. И целта на создавањето на ЕУ е таа. Но некогаш кога се дешават некои работи, тогаш и другите сакат да земат пример или да имитират. Сега веќе се знае дека секоја имитација на Брекзит е лоша имитација и погрешна имитација. Шеќеринска, сега одиме на Македонија. Што за нас значат гласањето едно по едно? Прво во Франција, со оглед на тоа дека сега ќе биде нешто ослабната позицијата на Макрон, тој и претходно беше скептик во однос на проширувањето на Европската Унија. Сега со оваа мини победа на Ле Пен, веројатно маневарскиот простор е уште постеснат. Како го оценувате? Прво, победата на Ле Пен е со многу облаци. Точно е дека разликата е мала, но победа е победа. Она што е интересно е дека Ле Пен има полош резултат на овие европски избори, отколку пред 5 години на европските избори 2014. И она што е трето најинтересно е дека после тие избори во 2014, каде што беше и партијата и таа неспорен победник, таа потоа ги изгуби сите други избори кои што во суштина значат одговорност, власт и така натаму. Значи и председателските и парламентарните. И има една тенденција во француското општество дека на европските избори малку повеќе се фаворизираат и екстремите, меѓутоа кога ќе треба да се гласа оној кој што треба да ја води државата некаде, тогаш се дава гласот на другите опции. Меѓутоа, факт е дека поради овие причини не го читаат ова како победа на Ле Пен, колку на одреден пораз на Макрон, кој што со ново создадена партија предходниот пат буквално ја збриша целата конкуренција и ги збриша овие традиционални партии од предходно, особено социјалистите. Во меѓувреме во Франција се случи масовните протести. Тоа е интересно, дека масовните протести кои што дефинитивно го ослабија Макрон, не го ослабеа во преголема мерка, кога ќе ги видите резултатите. И сега од една страна, да, ова може политички да го ослаби, но кога ќе видите дека неговата сега групација, бидејќи тој се приклучи на либералите, може да стане одлучувачкиот фактор за тоа кој ќе биде председател на Европска комисија, кој ќе биде председавач, кој ќе биде председател на Европскиот парламент, на некој начин може да се случи Макрон политички и да ја зголеми својата моќ. Обично одлуките кои што се носат за председател на Европска комисија зависат од германско-францускиот договор
и овој пат се очекува дека Меркел и Макрон ќе имаат сериозни разговори, но индикација за зголемената амбициозност на Макрон беше дека тој веќе имаше состанок со победникот на шпанските избори, социјалистот Санчес, и дека најверојатно сака да направи практично коалиција помеѓу либералите и социјалистите и демократите, со кој што ќе им се спротистави на Европската народна партија. Така што можно е на план Франција и европски, дури Макрон политичкиот капитал да си го засили. Факт е дека оваа победа за Македонија на Лепен може да им даде алиби на многумина во Европа, во Франција, секаде, кои што ќе кажат не сме подготвени. Но дебатата во Франција беше тешка и пред изборите. Беше тешка и пред една година. Ако имаме доволно долга меморија, беше тешка и во 2005 година кога станавме земја кандидат. Никогаш не било лесно да ја убедите Франција да застане зад ново проширување, не само на Балканот можеби, заради тоа што фокусот им е на внатрешната реформа на Европската Унија. И мислам дека клучната порака која што ќе треба и ја испраќаме до Франција е дека она што го најавија изминатиот период, очекуваме да го испорачат. А што најавија? Дека доколку имаме резултати и на планот на внатрешни реформи, и на планот на решавање на регионалните и билатералните прашања, дека тоа Европска Унија го смета за нивен интерес во стабилен Балкан. Зборувате за средбата на Заев со Макрон во Берлин? Да, зборувам за сите предходни средби кога се среќававме. Никогаш нема да видите многу голем ентузијазам, но никој веќе не може да ја постави дилемата дали заслуживме почеток на преговори. Никој. Вчерашната изјава на ЕУ амбасадорот тоа го покажува. Знаете колку европските амбасадори се воздржани денови пред извештајот. Велат, почекајте. Тој излезе со две изјави. Добро, но ние сме добиле десетина добри извештаи. Знаете како сме добиле? Не сме добиле десетина добри. Не сме добиле десетина добри извештаи. После 2010-11 добивавме се полоши и полоши извештаи. И да не живееме воопшто во илузија дека многу добри извештаи сме добиле. Ние овој пат на сите клучни барања или сите клучни теми имаме одлични резултати. Барем 3 до 4 препораки за отпочнување на преговорите. Дефинитивно, но пречката која тогаш не спречуваше е елиминирана. А при тоа, како држава, не дозволивме да си направиме ниту една слабост. Медиуми, резултат. Избори, резултат. Спроведување на реформи домашни во делот на правосудството, резултат. Транспарентност, резултат. Сите теми кои што беа лоцирани, не оставаме алиби лесно да биде користен. И затоа не е случајно овој коментар дека навистина Албанија и Северна Македонија се издвојуваат според резултатите. Ние треба да сме заинтересирани за почеток на преговорите и за нас и за Албанија. Заедно процесот е многу посилен. Европската комисија многу повеќе влегува. Но факт е дека со работата последнава година, последните 2 години, не им оставивме на оние кои што се противници на проширувањето многу аргументи да ги користат против нас. Тоа е она што треба да го сработуваме. Кржаловски, што мислите вие во однос на датумот за преговори? Прво се согласувам со Побајаги со анализата на министерката за европските случувања, ама тука па мене ми е стравот за нас. Ја не сум многу оптимист дека ќе, дури сум прилично убеден дека нема сега да добиеме, веројатно во јануари ќе биде препорак, односно почетокот евентуален на преговори. А тоа и тоа не од политички причини, туку од менаџмент, дека резултатов дава толку можности да цел месец ќе се занимаваат они со себе, и го спомената Шекеринска, да амбицијата сега на либерал-демократија каде што е Макрон, иако нели се толкува пораз во Франција, ама тој веќе ја запржува чорбава за како ќе биде изгледот новата комисија и ја најави амбицијата нивниот кандидат Маргарет Вестегар да биде председател на комисијата, а не Манфред Вебер или Франс Тимерманс од водечките две партии. Тие само по себе си кај нив заплеткана, бидејќи ЕПП е победник и би требало Вебер да биде примарниот кандидат, ама па
и кај нив и у Германија изгубија, мислам се намали нивниот број на пратеници, а Тимерманс за разлика изненадувачки победи у Холандија. Таму се очекуваше повеќе овие крајните десничари да направат подобро, а победија социјалдемократите каде што тој е водечки кандидат. И сега тоа ја компликува сликата, што мислам дека ќе им земе многу од вниманието, нели, на самите себе, на составувањето на групациите во парламентот, на изборот на комисијата и генерално не знам дали ќе стигнат да се занимаваат со нас. Нормално тоа ќе мора да има нешто на самитот, ама не верувам дека ќе се стигне дури од технички причини. Некаде разбрав дека во Германија има, нели, мора да изгласа за да дојде на самитот, а таму само имале 6 до 9 јуни сесија, а па за да стигне на дневен ред таму, касно се објавува извештај утре 29 мај. Така да има доста пречки, ама не би се секирал толку и да не добиеме сега. Ама мислам дека полека треба веројатно ќе се направи морето. Тука има уште една пречка, доколку сега не биде добиен датумот за преговори, а во Грција се одржат предвремени парламентарни избори, на кои според резултатите може да победи лидерот на опозицијата сегашна, Мицотакис, тогаш Македонија некако ја губи безрезервната поддршка што сега ја има во Атина. Атанасовски, па после одиме ке Шеќеринска и Халели. Изминатите месеци, па дури би рекол и година дена наназад, анкетите кои ги следиме, кои се пласираат во медиумите, кои ги прават во грчкото општество, покажуваат тенденција на зголемување на поддршката за опозицијскиот лидер Киријакос Мицотакис во однос на владата предводена од Алексис Ципрас, но не сметам дека решавањето на проблемот на името кој од страна на грчката опозиција исто така беше дочекано на нож, парафразирано велејќи дека тоа е и предавнички договор за интересите на грчкиот народ, грчката држава, е дополнително само го намали рейтингот на Ципрас, но не испорачувањето на оние ветувања на Алексис Ципрас за излегување на Грција од кризата доведе до промена на расположението кај грчките гласачи, односно сакам да поентирам дека очекувано беше дека на овие евроизбори ќе победи опозицијата во Грција предводена од Мицотакис и Нова демократија, а тоа ќе дополнително представува како еден ветар во грбот на опозицијата на наредните, веќе видовме предвремени парламентарни избори кои треба да се случат на 30 јуни по сите практики да победи исто така Мицотакис. Единствена добра работа е тоа што како што сум запознаен, е исфрлен оној изборен модел во Грција, каде што му дава дополнителни 50 мандати на победникот, така што може да се случи во Грција и да победи Мицотакис, но да не формира влада, но и покрај тоа што еве да предпоставиме во една хипотетичка ситуација во која Мицотакис би бил иден премиер веќе во август, септември во Грција, додека се комплетира таа грчка нова влада, не верувам дека ќе се врати наназад процесот на наше полноправно членство во НАТО алијансата. Не верувам дека тоа е иреверзибилен процес, бидејќи како што видовме сами грчката влада, односно грчкиот парламент. Тоа нема да се случи, но најверојатно нема да се случи, но може да има во поглед на датумот за преговори со Европската унија. Не само на датумот на преговори. Видете ли, ако го започнеме и процесот на наше преговарање со Европската унија, односно ги отвориме поглавијата, веројатно тоа ќе биде еден долготраен, па би рекол и макотрпен процес на општествено менување на самата земја и општество, менување на навиките, на начинот на живење. Тој процес трае од земја во земја различно, но од 7 до 10 години до полноправното членство на една земја во Европската унија. Така што и самиот лидер Мицотакис најави дека ќе стори се согласно тие механизми кои му се на располагање, не да го блокира нашиот европски пат, туку да ги намали под наводници штетите што ги предизвикува договорот од Преспа согласно неговата реторика, така што таа националистичка реторика, тој дискурс
Ние, впрочем, и на самитот на НАТО во Букуреш ветото токму го добивме од претходниците на Мицотакис, односно од таа политичка партија Нова демократија. Таа политичка партија има еден мајндсет кој е многу поразличен, да речем, од мајндсетот на Сириза, така што не исклучувам ние дека би влегле во едни турбулентни политички односи со Грција, доколку се случи тој пресврт да формира влада. Халили, што мислите вие? Јас мислам прво дека Марин Ле Пен, иако минимално, но секако е победничка во подем. И 2014 таа имала на вистина 24% гласови, меѓутоа тогаш на излезот од 42%. А што мислите како ќе се одрази во однос на Македонија? Ништо нема да се одрази нешто трагично, затоа што не само таа, опцијата за реформа на Европската Унија постои и кај Макрон и кај Мишел. И тие мислат дека во овој контекст не би требало да одиме ние на проширување без Европската Унија да го зајакне својата сувереност. Јакнење на сувереноста. Второ, под јакнење на сувереноста тие мислат дека Европа се уште не е способна да ги брани незините надворешни граници. Треба да се даде фонд луѓе на Фронтекс и полицијата, Европска полиција. Потоа треба да се создаде буџет за одбрана и во рамките на економијата треба да се инсталира еден нов европски министер за економија. И тоа не е се. Макрон изјавил 2017 на Сорбона дека тој е за проширување. Иво Ница изјавил дека тој ќе се залага за проширување на Европската Унија. Меѓутоа, пред една недела, таа што ја водеше листата на Макрон, на Франција напред, Натали Ласо, не знам како се викаше, се спротивставише наводно многу оштро и рече дека таа ќе ја блокира Република Северна Македонија за понатамошна интеграција, но исто така Франција нема да гласа и за Шенген процесот на Романија. Политичарите меѓу нив мислат дека овие зборови на Натали се една врста на фейк ньюс, затоа што самиот Макрон се изјаснил дека ќе се залага за проширување. Друго сега, кај нашиот проблем. Многу е јасно дека ЕУ интеграциите се поддржани од два процеса. Едниот политичката поддршка. Политичката поддршка Република Македонија ја има сега. Нашиот премиер на средба со Макрон и Ангела Меркел доби пофалби големи дека ево вие сте земја која го решивте многу деценискиот проблем со Грција и затоа заслужувате. И во доменот на добри соседски односи, ево вие имате десетка. Но само со пофалба не се интегрира во Европска Унија. И баш вчера еден поранешен американски амбасадор во Македонија, не Филип Рикер, тој што беше пред него, изјави дека Европската Унија е еден склоп на бирократија и тамо малите земји имат малку шанси да го докажат нивниот збор. Добро, но нам ни е тој најважен и сега во тој контекст... Од тој контекст. Сега бидејќи ние политичката поддршка ја добивме, како што ја доби Бугарија и Романија и влезе без критериум, скоро ја влегува. Но ЕУ тогаш имаше интерес, бидејќи во Бугарија беа војните нуклеарни бази на СССР. Во Романија исто така. Дали сега ќе има големите сили кои одлучуваат, не за Меркел, сега да кажеме за Макрон, дали ќе најдат некоја предност сем тоа што сме биле пример за решавање на еден долгогодишен проблем со Грција и со Бугарија? Дали тоа
е доволно или треба и реформи. Покрај сите тие реформи што навистина се такви за пофалби кои ги наведе и Чечеринска, ние сепак имаме и една критика од нив. А критиката тука ја даде Вилма Русковска, кога рече дека сепак мора да признаеме дека ние имаме интервенција во судскиот систем во Република Македонија. И да не ги преку законот за амнестија? Да, и да не ги спомнаме некои банални работи кои се дешава за секоја влада, непотизам и така. Да, тоа се многу сега ќе отвориме тој дел од внатрешните проблеми во вториот дел од емисијата. Секоја време и ќе ги има и не може така одеднаш да се отклона. Шеќеринска во однос на грчките избори и евентуалната победа на Мицотакис. Има ли план Б Република Северна Македонија доколку Мицотакис победи, па некако почне да го одолговлекува тој процес кој што е за нас многу значаен? Дури и самото недавање на поддршка би било веќе многу лош сигнал со оглед на тоа колку сега администрацијата на Ципрас практично настојува во добивањето на тој датум за преговори за Македонија. Имаше серија на изјави кои мислам дека можат позитивно да се читаат уште пред изборите, во кои лидерот на Неа демократија кажа договорот е потпишан, договорите се ратификувани, договорот е прифатен од сите и јас како премиер иден ќе го почитувам. И ние, да бидам искрена, клучно мора на тоа да се подпреме. Но вие сте во право. Целата логика на договорот во Преспа не е само да си го испочитуваме тоа што е договорено, туку да се трудиме да создаваме еден нов балкански дух, нова политика, нови односи, да бидеме навистина да ги градиме тие односи на соработка и на пријателство во интерес на двете страни. Мислам дека за тоа можеби ќе треба малку време. Но победата на Неа демократија, фактот дека ќе имаме набрзо избори и можна промена на владата, мислам дека треба и ние да ја искористиме за лекција. Дека вечно отворени врати не постојат. И дека тогаш кога ќе се отвори вратата, држава како нас мора таа отворена врата да ја искористи. Имаше многумина кои велеа немојте да брзате, почекајте. Зарем мислите дека сега преговорите со Мицотакис ќе беа полесни отколку преговорите со Ципрас, кој дефинитивно има поинаков поглед. Оние кои што велеа многу отстапки направивме, не требаше, грците се радуваат за договорот. И тие лаги паднаа, и тие тези паднаа во вода. Факт е дека најлесно ќе беше и Ципрас и Заев да седат и ништо да не прават. Меѓутоа, како држава, не ги само решивме овие проблеми, јас тука го вбројувам и договорот со Бугарија, туку, за разлика од минатата година, кога некои можеби европски политичари можеа да ни кажат да, многу се фокусиравте на односите со соседите, ама што со оваа тема, што со внатрешните реформи? Сега јас повторно ќе го цитирам Жбогар, бидејќи уште не е објавен извештајот. Убедена сум дека утре ќе имаме уште посилни цитати. Јас не сум чула до сега во сите овие години на добри или лоши извештаи, 3 дена пред извештајот, европскиот амбасадор да каже не само имате резултати не само во подобрување во односите со соседите, туку и во сферата на реформите, и уште повеќе да рече извештајот ќе биде многу позитивен и поддржувачки. И ова си го кажувам затоа што ништо од тоа не ни е подарено. Оваа држава скапо доаѓаше, не мислам само компромисите со Бугарија и Грција. И на планот на домашни реформи тешко се поправаат некои длабоки системски проблеми. Дали тука ни завршува работата? Не. Преговорите план, работна група во Министерството на надворешни работи, во владата, за тоа како во наредниот еден месец ќе се однесувате кон односите со Брисел и со државите членки на Европската унија, бидејќи дипломатијата е таа што треба да го истурка овој процес. Ако се остави на стихијата и на Макрон, претпоставувам дека ништо нема да се случи. Целиот фокус е посветен на постојани контакти и постојано повторување. Дека не очекувавме Европска унија да ни ги реши проблемите. Ама со право очекуваме кога ги решивме да го исполни својот дел од обврските, од ветувањата. Знаете како, мала држава не може да очекува дека само за нас сега ќе зборат и со нас ќе се оптоваруваат. Гори таму на многу фронтови.
измеѓу блоковите, измеѓу земјите, големи преговори, паралелно се преговара и за многу други политички теми околу финансиските перспективи и слично. Но ако ние не чукаме на вратите, ако ние не повторуваме иста порака, никој нема од нив да се потресе за нас и па дури и за регионот. Факт е дека Франција и Германија влегуваат многу посериозно во преговорите помеѓу Србија и Косово. И тоа е некогаш минус, ние ќе треба да го искористиме како плюс. Заинтересирани се тоа да успее. Бидејќи се заинтересирани, ние ја испраќаме пораката дека нашиот модел не толку на решавање на спорот, туку дека ако ги завршиш обврските, резултатот се гледа, ќе биде аргумент дополнителен. Има и луѓе кои велат дека заради Косово и Србија на дел од европските политичари им е страф да ја одвојат нашата земја од Албанија во поглед на одлуката. И тоа е проблем, заради тоа што холандскиот парламент, например, јасно кажа дека во овој момент не би поддржале преговори. Така што многу фактори влијаат и ние се мора да направиме и нашиот фокус е на тоа. Оваа година ги теравме скринингот, не ја изгубивме годината. Фокусот е да ги почнеме преговорите час поскоро. И мислам дека тоа ќе влијае не само на нас добро, ќе влијае многу добро и на сите наши соседи. Убедена сум дека Грција од тоа може само да профитира. Стабилен Балкан е и нивен интерес. И очекувам и посакувам да од другата страна имаме неа демократија на власт, која не може да биде иста као неа демократија во опозиција, бидејќи ќе носи сосема поинаква одговорност и ќе сака да продолжи да има стратешка улога во своето соседство. Кршаловски, што мислите вие за односот Македонија-Грција по евентуална победа на... Па мислам дека веќе не е евентуална, дека е прилично известно дека ќе биде Мицотаки следниот премиер и тоа најверојатно 30 јуни веќе ќе бидат изборите и очекувам да биде покомплицирана ситуацијата. Дали и заради тоа има некој простор да се одлучи сепак овој месец да добиеме датум за почеток на преговорите, да се надеваме, иако лани кога се прави истите муабети, пак се согласувам со Шекеринска на расправа во Германското министерство за надворешни работи со неколку невладини организации од Македонија. Не викаат сега преговараме какво ќе биде препораката за самитот, вика вие сте 6-та подточка на 30-та точка со Франција што расправам. И од таа смисла да и затоа ги спомнав преговорите од комесарот но прашањето како ќе се наметне прашањето, сепак доколку Македонија успее да го наметне, да го подигне на повисоко ниво, тогаш ќе... Ама па од друга страна не би се притресувал многу. За мене генерално побитно беше ова со НАТО што се успеа, дури и таму очекував некаква обструкција од Грција, ама се покажа дека се обстоја на својот збор и мислам дека веќе нема пречки за членството НАТО, дали декември, дали јануари, тоа ќе се затвори. И дури од економски аспект е поважно во НАТО да не се брзаме сега, бидејќи во Бугарија и Романија главниот економски прогрес, растот на бруто домашниот производ, беше од тие 3 години кога беа членки на НАТО, а се уште не беа на ЕУ. Добро, после кризата дојде, ама главниот скок беше тој, дека инвеститорите имаат сигурност, а уште немаат сите обврски што ги носи Европската Унија. Добро, иако не може времињата не може да се споредат веројатно 2001, 2, 4 со 2018. Јас не мислам дека има преголема разлика во делот на НАТО влијанието врз економијата и ние таа ја чувствувавме и минатата година. Значи од јануари кога излегоа првите анализи на кредитниот наш рейтинг, подобрувањето го образлагаа со членството кое што го очекуваат во текот на следните година и пол-2. И ние имаме 2018 заради тоа 4 пати повисоки инвестиции од колку претходната година, за прв пат над 600 милиони евра. 2 пати повеќе од најдобрата година. Има и други, предпоставувам, влијанија, но фактот дека и кај домашните, и кај странските инвеститори може тој политички ризик да се минимизира, ги ослободи и ги охрабри да влезат. И тоа го гледаме и оваа година.
по ратификацијата од страна на грчкиот парламент, по подпишувањето на протоколот, имавме навистина серија на фирми кои што прво имаа интерес, а со некои од нив веќе се подпишаа договорите. Но јас сметам дека и во Бугарија и во Романија НАТО и ЕУ процесот течеа паралелно како што и ние сега сакаме да ни течат. Членството во НАТО одеше горе-доле заедно со почеток на преговори. Македонија утре да ни понудат членство, јас би рекла не сме подготвени, ама преговорите се тие кои ви ги носат поише европски пари, повеќе европски притисок, а помалку европски обврски. И тоа е тој најдобар период за економијата да ја стигне малку европската економија. Ние дали посакуваме во извештајот на Европската Унија да ни пишува дека вие многу сте напредувале во однос на минатиот извештај, или очекуваме еден извештај кога ќе се каже дека Република Македонија ги исполнила, Северна Македонија ги исполнила критериумите за членство. Кој од овие две очекуваме сега? Јас сега ќе ви кажам најодговорно дека ние не можеме да добиеме извештај во кој што ќе стои дека ги исполнуваме условите за членство. Да ги исполнуваме условите за членство, сега ќе им бараме да не примат како членка. Токму за тоа. Но она што се бара од овој извештај е да каже дека ги исполнуваме оние услови кои што обезбедуваат почеток на преговори. И најодговорно тврдам, врз база на сите извештаи, на сите земји што почнале преговори, дека како држава ги исполнуваме тие и дека во одредени сектори имаше многу интересен извештај на еден германски think tank иницијатива за европска стабилност, кој што покажа дека во клучните поглавија имаме навистина подобра ситуација дури од земјите кои што веќе преговараат. Но без почеток на преговори не можете тој процес да го засилите. И затоа бараме нешто што сме си заслужиле, ич да немаме дилеми. Да се надоврзам само ако смеам кратко, почетокот на преговорите со Европската Унија за секоја земја членка која веќе е полноправна членка на Европската Унија од источниот социјалистички блок, представуваше катализатор на тие трансформации општествени, политички, економски, односно исполнување на сите тие европски вредности и критериуми, односно подготовка за тие земји членки да станат полноправни членки на европското семејство. Значи, секоја земја членка најголемиот свој напредок, особено во економијата, намалување на невработеноста, преминот од тоа социјалистичко во модерно западно демократско општество и се случи во процесот на преговарање со Европската Унија, а претходно истите тие стануваат членки на НАТО. Суштината на Македонија и на нас како општество и како граѓани е тоа што секоја влада, ако ние ги почнеме преговорите оваа година, дај Боже да ги почнеме, од тука па натаму целиот свој општествен капитал, целата енергија да се сосредоточи во реформирање на општеството и испорачување на реални системски промени во секоја општествена сфера. Значи во економијата, во јавната администрација, владењето на правото, судството, па дури ако сакат и културата, земјоделството и сите општествени сфери, се со цел да се подобри стандардот на обичниот граѓанин и оваа држава, ја не сум, например, лаик да поверувам дека ние можеме да станеме високо развиена западна земја, но да стигнеме до едно ниво каде што нашата држава ќе има еден задоволителен стандард, како што имаат земјите членки од Централна Европа, Балтичките земји членки кои денеска се членки на Европска унија и на НАТО, за да може ние и по нашето полноправно членство во НАТО и во Европската унија да бидеме земја која го заслужила своето место во тие европски евроатлантски интеграции, бидејќи денеска по сите меѓународни извештаи од самата Европска унија и по сите анализи Бугарија и Романија се примени врз база на едни политички, да речам, одлуки и многу европски челници денеска велат дека со статусот кој денеска го имаат во Бугарија и Романија, тие земји членки денеска не би биле подготвени земји членки на Европската унија. Имаме голем проблем со корупцијата, да речеме, во Романија, во Бугарија имаме проблем со нискиот животен стандард и со иселувањето. Поентата ми е дека нашето членство во НАТО, кое членство не ради заокружување на нашата државност, безбедност, стабилизација и гарант на нашиот територијален интегритет и суверенитет,
Од друга страна, нашето членство во Европска унија не треба да биде членство само по себе, ние да станеме земја членка на Европска унија дали за 5-10 години и да бидеме држава која ги има, да речем, истите или слични проблеми како што ги има денес, да речеме висока невработеност, низок животен стандард, партизирано судство, партизирана јавна администрација, односно сите тие општествени сфери да бидат подобрени, односно како што истакна и самиот комесар за европроширување Јоханес Хан, процесот на интеграција во Европската унија треба да биде процес на менување на менталитетот на живење на граѓаните во овие простори на Западен Балкан, се со цел да стекнат нели едни европски навики на поведение и живење. Да, Кусо, само по одиме на до Мицотакис. Договорот на Преспа не е направен договор за личности кои ќе дојдат на власт. Тој договор има траен карактер. И Мицотакис многу добро тоа го знае и се повлекува сега. И во случај да предпоставиме дека тој ќе се повлекува од тој договор, тогаш следуваат и реципрочни мерки. Ние може да се повлекуваме. И тогаш ниту ние сме направиле нешто, нити повторно се враќаме во круг, а другиот процес ќе биде можеби 1000 пати по трнови полош од тој што го поминавме. Благодарам, идеме на мала пауза за реклами. Повторно во студиото на телевизија 24 дебатираме на тема европските избори, но сега малку и од аспект на она што деновиве се случуваше на внатрешно политичката сцена, пред се промените во СДСМ и најавеното гласање практично на новата влада на Република Северна Македонија. Кога пред малку зборувавте за реформите и за тоа што се е направено, слушајќи ве, добив впечаток дека воопшто немало потреба за никакви промени, ако сето тоа е направено што зборувавте за реформите во медиумите, во правосудството, во системот што е за борба против корупцијата. Точно има одредени чекори, меѓутоа и самото гласање на претседателските избори покажа дека кај граѓаните постои одредено незадоволство од начинот на владење, што вие потоа го верификувавте практично преку промените во СДСМ, а веројатно сега и во владата. Каде е тогаш дискрепанцата меѓу она што го зборувавте пред малку и перцепцијата на граѓаните за работата на вашата влада? Јас не мислам дека има разлика. Кога кажуваме што све е сработено, не мислам дека треба да го минимизираме, бидејќи тие работи ќе бидат на хартија, ќе бидат потврдени од некој што нема, да кажам, скриен интерес. Меѓутоа, проблемите кои ги има оваа држава не се малку на број. И на 10 решени проблеми ви следат уште 30 кои што треба да ги решите. И сите сме нестрпливи, како што се нестрпливи и граѓаните. Затоа нашиот фокус сега е ова што го завршивме како што треба, не смее да се загрози. Ама нашата амбиција и нашиот план мора да биде едно ниво повисоко. Тоа е почеток на реформите во внатрешната сфера и добрите релации со соседите и во меѓународните односи. Ние меѓутоа дали овој почеток на реформите? Еве сега ќе ви кажам пример. Законот за борба против корупција. Ние покажавме политичка волја и политичка акција дека работите веќе никогаш нема да бидат исти. Донесовме закон со силна антикорупцијска комисија, со независна антикорупцијска комисија и на изборот покажавме дека тоа не биле празни зборови. Однесувањето на антикорупцијската комисија потврди дека не сме создале Потемкиново село, кое што ќе вика амин за веки векови како беше како претходната комисија. Дали е тоа доволно за да ја сузбиеме корупцијата во државава? Не. Сега ни треба многу работа за да покажеме прво дека корупцијата не се исплати и дека се казнува. Но ако се фокусираме само на тоа што допрва не чека, нема да имаме доволно сила. И ја затоа велам плюс за тоа што е завршено, минус за тоа што не сме успеале да го направиме. Има многу неверни томи во секоја држава, кај нас можеби уште повеќе. Од самиот почеток на владата, кога најавивме прилично амбициозна агенда, најголемиот дел од коментарите беше нема шанси. Полека покажавме дека работите се достижни. Денеска зборуваме за НАТО како завршена работа, што понекогаш ме плаши,
затоа што во политикава никогаш нема завршени еднаш за секогаш работи, но јас се сеќавам дека пред самитот во НАТО владееше реална паника, дека целта ќе ни избега од пред раце. Така е, сега да се вратам назад на темата, така беше и кога најавивме дека ќе имаме сериозни кадровски поместувања. Многу ми навелеа, тоа се само зборови помеѓу првиот и вториот круг. Она што го правиме во последните денови и недели, покажува дека ништо од тоа не било празен збор. Се разбира, главното не чека во делот на владините реконструкции. Прерано е сега да кажам дали нова влада, реконструкција, мислам дека заради претходните измени во владата ќе мора да биде практично нова влада, нов мандат. Не чекаат промени и во делот на извршната власт, директори, агенции и така натаму. И ќе покажеме дека прилично објективно можеме да си ги утврдиме слабостите и да реагираме таму каде што мислиме дека треба да има повеќе резултати. Практично сега се смени све што не се бира на Конгрес во СДСМ. Значи ли... Прво, ние имавме дел понудени оставки кои што ги прифативме и одредени разрешувања. Меѓутоа, тоа беше со цел да бидеме побрзи. Во државата имате правила, закони, устав. Некои работи ви треба време. Премиерот кажа дека не сакаме во период додека го чекаме извештајот и се крши одлуката околу ЕУ, нашиот единствен фокус да биде реконструкцијата. Зошто си заменуваат сите ако вие не сте незадоволни од сите? Како раководство на СДСМ? Јас не мислам дека на крај ние сега имаме простор одново да избереме раководство. И тоа беше целта. Тоа значи дека и постоечките луѓе кои што веќе се во оставка можат повторно да се кандидираат. Имаме, како што рековме, кај председателите на општинските, ние ги повикавме, особено оние кои што победија на изборите, дека ќе бидат секако кандидати со добри шанси. Значи ли дека оние подпредседатели кои се министри по дефолт владата не е незадоволна од нив? Односно премиерот? Апсолутно не значи, затоа што иначе тоа би се пресликало на нивниот министерски, а не само на нивниот партиски мандат. И не мислам дека е фер, ниту пак дека е точно да се влече таа паралела. Целта ни беше да направиме и внатре-партиска инфраструктура, која што ќе се сконцентрира на внатре-партиското работење и затоа и новиот генерален секретар на партијата кажа дека единствениот ангажман ќе му биде она што се вели партиски ангажман, структура, организација, членови, активисти, што до сега може би беше хендикеп на претходниот генерален секретар кој беше и во собрание и во партијата. Постои ли поделба меѓу председателот и заменикот председател на СДСМ во однос на најавената реконструкција на владата или заеднички го работите тоа? Јас се сеќавам на слични наслови и лажни вести, тогаш не ги викавме толку фейк ньюс, од моментот кога председателот на партијата и јас бевме избрани како председател и заменик председател, СДСМ многу често имала внатрешна слабост која сите ја злоупотребувале. Покажавме дека сме имуни на таа слабост и дека кога највеќе сака во тешки моменти да направат конфликт, ние покажавме дека не сме внатре заради лична цел, туку заради крупна и тешка цел. И затоа не, како што не им успеа за време на кризата, нема да им успее ни сега пост кризата. Затоа за овие работи вие како дискутираме заедно. Вие како еден од единствените функционери на СДСМ ја преживеавте оваа сегашна реконструкција во СДСМ? Не, зборувавме за тоа дека дали ќе се свикува конгрес или нема да се свикува конгрес. И јас мислам дека и голем дел од луѓето кои што работеле, кои што добро работеле, повторно ќе бидат некаде, но ни требаше, како да кажам, поинаква структура. Фокус кон одредени работи, го имаме сега 2-годишното искуство да бидете во влада, но и да мора да ја одржувате партиската инфраструктура. И мислам дека е тоа, ја би рекла, и нормална работа. Кај нас се добива малку така димензии интригантни, малку на се додава или се одзема, паднаа во вода. Голем дел од тие лажни вести кои проструија во изминативе неколку дена и тие сами себе си се демантираа. Точно ли е дека се односите СДСМ дуи до таа мера затегнати што е можно создавање и на нова владина коалиција? Не. Особено во делот на министерувањето на Садула Дураку? Не, доаѓам од седница на влада, на која што поминавме, не знам колку
60-70 точки, верувајте, дури повеќе беа. Ако имате затегнати односи, не можете да функционирате како што треба во влада. Ние одиме кон реконструкција, кон нова влада. И нормално е дека шпекулации ќе има 1001, а ќе има и различни можни потези. Со сите коалициони партнери разговараме. И апсолутно никоја од партиите не е имуна на промените, но далеко од тоа дека ние во СДСМ го правиме списокот и сами одлучуваме. Коалицијска влада е влада за која што сите дискутираат. И точно е дека треба да дискутираме за тоа како да бидеме подобри, а не како Петко да стане Станко. Оти тоа и ние сме свесни дека ниту е доволно, ниту е само таму проблемот. Ако вие се прашувате кои од сегашните министри не заслужуваат да бидат дел од владата? И вие знаете дека на вакво прашање не е во ред овде да давам одговор. Во разговорот со нашите колеги за овие работи разговараме многу директно и нашите одлуки и мислења ќе ги видите со изборот на новата влада. Кога очекувате тоа да се случи? Како што најави премиерот, чекаме да биде готов извештајот, утре ќе биде објавен. Првите недела дена ќе бидат многу важни и ќе се трудиме навистина и премиерот ќе го има тој фокус и сите ние да разговараме со што е можно поголем број на земји членки на Унијата. Очекувам во првите 10 дена од јуни овој дел од работата да го завршиме. Дали во реконструкцијата ќе бидат опфатени пред се економските ресори или оние што носат друга општествена одговорност? Мислам дека многу е тешко да направите таква груба пресметка. Јас претпоставувам дека кај различните области, во сите области ќе имаме одредени измени. Но во суштина, ако ги анализирате клучните политики на владата, кои ни беа приоритет овие 2 години, оваа влада не само што успеа да покаже резултати, успеа да победи уште и на 2 циклуса избори. Прво локални, а потоа председателски избори. И тоа на половина на мандатот воопшто не е лесно. Вие гледате, ги спомнувавме Франција и така натаму на сред мандат, многу тешко е да победите. Така што со сета критика и само критика која ние си ја кажуваме, да не заборавиме. На овие председателски избори, после 2 години мандат, оваа коалиција победи. Но ние покажавме доблест и кога победуваме. Дека пораките ги слушаме, дека не бегаме од критика, туку дека критиката ја користиме за да бидеме подобри. Дали Шеќеринска ќе остане министар за одбрана во новата влада? На неколку прашања од овој тип кажав дека не е соодветно да дискутираме сами за себе. Мислам, јас кога бев воспитувана ме учеа дека тоа не е баш знак на воспитување. Но добро, но што би била вашата желба во однос на тие процеси што се таму веќе започнати? Дека во клучните политики, во клучните приоритети на оваа влада ние не направивме ниту една стратешка и важна грешка. Добро, имаме прашање од публиката. Моето име е Моника Пижевска, јас сум студентка на политички науки при Правниот факултет Јустинијан I. Моето прашање е до сите присутни. Дали сметате дека српско-косовскиот спор има тенденција да прерасте во нешто налик израелско-палестинскиот конфликт? Ве молам за по-блиц одговор, ако можете, повелете. Нема таква шанса, но е тешко да се реши, затоа што ниту кај србите, ниту кај косоварите има одредени правци како треба да се оди напред. Вучич тоа го искористува сега за инсталирање во власта, бидејќи имаше долготрајни демонстрации, додека албанците од Косово имат несогласување помеѓу председателот на државата и премиерот. Во планот Атисари дословно стои дека за Косово враќање назад во позициите од 99 година нема. Не е дозволено. Не е дозволено поделба на Косово и не е дозволено некој да врши агресија врз Косово. Тоа се 3 точки кои не може никој, дури и председателот на државата Република Косово Тачи,
кој до сега се повикуваше дека ја има поддршката на САД, што излезе дека тоа не е точно. Планот Меркел-Макрон, на почеток Макрон беше малку колеблив, но сега сум сигурен, според некои извори, дека ќе биде доследен не само тој, туку цела Европска Унија. Целата работа е препуштена на Европска Унија. И конфликтот Палестинци-Израел, сем територијални претензии, има и идеолошка, религиозна позадина. Тука таква позадина нема. Треба да се почитува планот на Ахтисари и секој пазарање од стилот Вучич, Тачи, тоа е неприфатливо и нема да успее. Благодарам. Тука ја завршуваме нашата емисија. Кржаловски, Атанасовски, Халили и Шеќеринска ви благодарам вечерва што бевте гости на 24 отворено. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмите на Телевизија 24.